8 часот и 12 минути и како што веќе ви најавив пред малку, време е за првиот разговор ова утро. Можете да видите веќе студиото ни е разубавено, имаме убава сценографија, имаме премногу пехари, медали, тоа се од нашите две утрински гостинки. Само да кажам дека ова утро нагости ни се представници од пливачкиот клуб Младост од Скопје, односно тренерот господинот Зоран Величковски, и до мене веднаш е Теодора Колческа и Неда Миленковска. Добро ви утро, млади дами. Добро ви утро, господине Зоран. Ви благодарам што ова утро ни го разубавивте вака студиото со овие награди. Навистина многу се радувам кога имаме млади девојчиња кои што навистина имаат со што да се пофалат. Пред да разговараме со Неда и со Теодора, сакам да ви го честитам 30-тиот роден ден. Вие минатата недела прославивте 30-ти јубилеј. Значи 30 години постоење на пливачкиот клуб Младост од Скопје. Го одбележавте со на вас својствен начин, а тоа е со турнир, нели? Така. Како си поминавте? Како го прославите роден денот? Роденот го прославиме со тоа што, односно прво да се заблагодарам на поканата на емисијата, да ги поздравам вашите гледачи на Алфа телевизија. Инаку надпрво се одржили турнирот, се одржа минатата недела 22 и 23 со учество на 6 држави од Албанија, Косово, Србија, Бугарија и ние Македонија. Надпорадите беа во два дела со предфинале и финале, односно квалификации за финалниот надпред кој беше организиран од попладните часи од 5 до 7. Имаше 5 категории на надпревари, значи сениори, младинци, кадети, постари пионери и помлади пионери, и се доделуваа награди, значи во 5 категории. Секој од најуспешните пливачи спрема бодовите од Фина Елена, беше најдобар и извршувавме прегласување со тоа што добива секој од нив пехар за нивниот резултат што го постигнале на овој надпревар. Имаме пехари овде, имаме многу медали. Тоа ќе ги прашаме Теодора и Неда. Сега вака, вие од која возраст се занимавате со пливање? Кога почнавте, кога научивте да пливате прво? Па јас од 6 некаде години, значи доста долго време, но не професионално. Значи почнав од порана возраст рекреативно, па потоа се одлучив дека сакам професионално да тренирам. Да. Теодора? А јас од 5 години почнав во школа Димитар Миладинов и таму почнав со пливање од 5 години. И од тогаш па натаму професионално тренинзи имате секој ден. Сега тренерот ќе ни каже за активностите на клубот. Кој ви е најмладиот член, да кажам, најмладиот пливач? Од која возраст е најдобро да се почне со пливање, со тренинзи веќе? Колку време траат тренинзите? Зборуваме за професионалните. Па најмладата возраст, секогаш не сум практикувар, значи од 5 години. Од 5 години натака, значи 5-6 веќе може секое дете значи да прифаќа команди, односно да има концентрација за време на тренингот или како сакате часот. Тоа е тренинг, не е час. Трае 45 минути, ги разбира сите движења, сите покрети, односно задачите кои му се дават, тој ги исполнува. Најмлад член моментално во клубот е Нина, која е родена 2015 година и полека таа напредува. Што се однесува до професионалните, бидејќи они спаѓаат веќе, иако се премногу млади, во професионални имаат 6 пати неделно и еднашка са бајле наутре, тоа е 7 пати тренинзи во вода и 3 пати суви тренинзи. Сувите тренинзи се одвиваат во сала, значи во сала. Еден тренинг во сала трае сат и 15 минути, исклучно се работи на гибкост, еластичност и слични вежби, додека во вода малку е по-напорно и тренингот трае помеѓу 1 час и 30 минути до најмногу до 1 час и 45 минути. Кои се дисциплините на пливањето?
Во пливањето имаме 4 дисциплини, тоа е слободно или краул, потоа грмното, градното и делфинот. Теодора и Неда, ваша дисциплина која е? Овие пехари ги освоивте сите минатата недела, така? Или се од повеќе надпревари? Која е ваша дисциплина? Делфин. Што пливате? Делфин, така? Најтешката или не е најтешка? Најтешката ми рековте дека е градно. Ќе ни кажете нешто околу тоа, околу вашите подготовки, колку време ви е потребно, имате ли може би посебен режим на исхрана пред тренинг? Ете, малку да ни кажете околу тоа. Па тренинзите обично не ни се менуваат, освен кога е на пример една недела пред надпревар, тогаш се намалува интензитетот на тренингот. А за режим на исхрана сега почнавме скоро и двете, тоа не знам тоа. Теодора, да ни кажеш, еве за вас и Неда, истото прашање, кој ви е надпревар кој што ви е во најголемо сеќавање? На кој надпревар сте си поминале најбаво? Или на кој надпревар сте освоиле најмногу медали? Или пехари? Па за мене летното државно првенство. Имав добра категорија и не го носам пехарот, но и мислам јас си ги подобрив лично времијата и се интересно беше бидејќи беше во Охрид надпреварот. Тоа беше летово? Да, ова лето. Кој е ваш личен рекорд во Делфин? 50 метри, 100 метри, 200, колку? Еве во сите еве на 50, колку ви е времето? 50 метри мене ми е 32 секунди. Браво. Мене 34 не. Браво. 100 делфин мене ми е минута и 12 секунди. Мене минута и 16. И 200 делфин мене ми е 2 минути и 40 секунди, а Теодора не плива. Немам право да пливам. Мала сум уште. Така. Сега тренерот ќе ни објасни околу возраста за пливање. Рековте дека имаат право да учествуваат на европски надпревари и светски надпревари, меѓутоа зависи од возраста, така? Бидејќи се уште има редослед на наставник кои додека дојдат до европско првенство да фатат норми, без нас во Македонија си има пропишени норми кои мора да ги фатат. Дали е тоа Комен куп, почина со Комен куп, одавна Балканијаде не се одржуваат поради корона вирусот што беше нема до сега свикано Балканијади, централно европските игри, па после тоа следуваат по мене европско, светско олимпијади. Со оглед на тоа дека се премногу млади, кај нив им треба се уште припрема за тоа е уште еден олимписки циклус мора да го поминат, па дури тогаш тоа се однесува за Неда, а не значи дека и Теодора не ќе може. Се потенцијални кандидати за една Зборувавме за нонстоп говориме за подготовките. Какви се условите кај нас за подготвување на еден пливач да може да се занимава професионално и да ни ја представува државата на оние меѓународни, па и светски, па и олимписки и на олимписко игри. Еве зошто да не. Во какви услови работите? Моментално нашиот клуб работи на олимписки базен. Така. И таму е буквално нон-стоп. Што се однесува до условите на работа се многу лоши во однос на зимскиот период. Не е по кривица на, да не ме сватите погрешно и публиката не ме свати, не по кривица на концесионерот што на базенот, одржува базенот, кој со оглед на тоа во какви услови работиме е многу лош. Секој клуб има по една патека, најмногу до 2. И во тие 1 до 2 патеки мора да се распоредат пливачите и за да го отпливаат теренот како што треба. Но кога ќе дојде зимен период од немање на средства, не може да се загрева големото корито на што е 50 метри и настанува голем проблем. И влагаме во мал базен и во малиот базен е страхот на гужви и не може да се напредува. Сигурно. Сакав да прашам дали правите пауза на зима
бидејќи тоа не е добро нели за кога се подготвува еден пливач за надпревар. Како ви е тренирањето во зимски услови? Сега Јас кажавте... кажам, сега нешто сум најстар тренер во Македонија. Никогаш во Македонија немало пауза во спортот, ниту може да има. Има само за Нова година, 31 вечерта и први. И друг ден нема. Значи нема одмор. Велик ден, прв ден Така. и евентуално Божики. Која опрема е потребна за пливање? Еве, можете девојчињата да ни кажете. Па капа и наочари, купачи секако. Така. Сега За другите ушите? пливање. За ушите имате... Не. Некои користат за ушите и некои користат и за носот. И за пливачка, нели, дополнителна се тоа перај, даска или помагало, како и да е. Лопатки, цевка некогаш и разни други. Чун. И чун. И чун, меѓу ноза. Да. Не се работи со ноза. Добро. Зоран, сакам да ве прашам, рековте дека сте најстар тренер за пливање во Македонија, значи сте научиле безброј дечиња да пливаат. Не можам да кажам Не ја знаете бројката. Имате ли некој од тие ваши членови кои што поминале низ вашите обуки и на кој што сте посебно горд, кој што ја представува Македонија успешно или ја представувал Македонија успешно на оние меѓународни, европски, светски надпревари? Да, имам. Тоа ми е најдраг пливач во мојата кариера, дали што ми бил прв, тоа е Кире Филиповски, кој живее во Америка, во Филаделфија. После тоа се редат многу други останати кои исто земале учество на Олимпијада, кој што е Елена Поповска, кој што е Симона. За на Балканијаде да не зборувам, кои се носители на многу медали, на европски првенства, повеќе пливачи се тоа, од нашиот клуб кои се дадени, како и тренери кои се работувала со мене и се уште се во пливањето активни, се одлични, добри тренери сите дојде. Да позборуваме малку за пливањето како спорт. Придобивките од пливањето се, предпоставувам, огромни, бидејќи кога се плива хоризонтално, се користат буквално сите мускули од телото, нели? Кои се придобивките во здравствена смисла, еве да кажеме, не мора професионално, туку рекреативно? Да, јас на секој граѓанин би му препорачал барем 2 пати, значи неделно да оди на базен, тоа е минимално. Кои се придобивките, бидејќи телото е во хоризонтална положба и работата на срцето е тогаш најфина, значи стабилна. Што значи тоа? Се развива добро респираторниот систем, значи тоа е дишниот систем и кардиоваскуларниот систем. Тоа што цела мускулатура е вклучена во работа за време на пливањето. Тоа е едната работа. Втората работа, оние кои ги имаат, а сега веќе има премногу искривување на ребетниот столб, од сколиоза, лордоза, да не ги набројувам, многу помага за да се таа спречи на некој начин, бидејќи да напредува во смисла на напредување. И најпожелно е пливањето. Без пливањето не може да се спречи сколиозата да напредува, лордозата и така натаму, кифоза. Затоа препорачувам да се плива. Значи, секој што може да одвои слободно време, барем 1 час да проведе во пливање. Не е важно, имаме 2 базена каде, дали на Олимпискиот, дали облека во Карпуш, да оди на пливање. Да се барем рекреативно, така како што препорачавте 2 пати неделно. Колку време е потребно едно детенце кој што не е пливач да научи да плива? Еве според вашето огромно искуство. Вака се кажеме индивидуално зависи, секоја индивидуално носи со себе некои карактеристики. Оние што се ние викаме талент, односно по-гидродинамични, тоа значи попловни, тие побрзо ги совладуваат, го совладуваат пливањето. Оние што се по-нехидродинамични или пловни, малку потешко, но најголем
период максимално за 2 месеци веќе ќе знае Ќе знае да плива. Една техника. Така. А може да се почне втората, тоа е краулот, тоа е најлесната, тука се почнува со дишење, кое е најважно. Дишењето во спортот е најважно, а посебно во пливањето. Посебно. Така. Значи, ова го истакнувам за сите спортисти, а посебно во пливањето. Дишењето е основа на спортот. Инако, да ве подсетам дека атлетиката, гимнастиката и пливањето, тоа се базични спортови. Значи, базични спортови. Без тие 3 базични спортови не може да се развива останатиот спорт со онаква динамика која што ние би посекувале во Македонија. Што значи тоа? Дека пливачите во исто време се учат и да трчат, се учат и вежби за еластичност, гибкост преку гимнастиката и на крајот во пливањето тоа е една голема спојка без која не се може. Имаме уште минутка до 2 додека да го заокружиме разговорот до утринските вести. Сакам да ми кажете за крај кои се вашите идни активности на клубот Младост од Скопје и сите оние заинтересирани идни кои што еве можеби ќе не представуваат, ќе ја представуваат земјата на меѓународни, државни, светски надпревари. Каде може да ве најдат и кои се вашите планови, можеби дали имате сигурно да најавите турнири кои што следат еве овој летен период? Еве сега првото што начекува тоа за мене е државното првенство кое ќе се одржи. За жал ова година малку порано бидејќи имаме наши учесници и на европско и на други останати активности и ќе се одржи на 6 јуни. Така. И тоа не е прв ударен кој мора да се припремаат овој месец. Што се однесува пак до запишување на нови членови, може да се запишуваат секој ден од 17 часот до 19 часот. Да. Инаку на Олимпискиот базен во Скопје. Така. Во интерес на времето, мораме тука да го заокружиме разговорот. Ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас и во сакувам многу успех.